14-тиот ден во месец февруари во православниот календар е забележан како празник на лозарите, ден кога се закројува лозјето, празник на винарите, на виното, на љубителите на овој пиелок на боговите Свети Трифун. По повод овој православен празник, во организација на црковниот одбор на црквата Свети Трифун во населеното место Ајватовци во општина Илинден, се одржа традиционалното закројување на лозјата, а втора година поред се организираше и веќе традиционалниот фестивал на виното. Општина Илинден по втор пат оваа година го збогатува празнувањето на Свети Трифун со една манифестација избор на најдобро приготвено домашно вино. Надпреварувачи, односно учесници во оваа манифестација се жители на општина Илинден од повеќето населени места кои што со своето домашно произведено вино учествуваат на оваа манифестација, ја збогатуваат и денеска го бираме најголемиот, да кажам, и најдоброто од сите добри вина на оваа манифестација. Жителите на село Ајватовци многу одамна, со векови, го празнуваат овој празник. На овие подневја се уште има стари насади и нови насади на винови лози, кај што секоја година се произведува домашно квалитетно вино. Чествувањето на овој ден почна со божествена литургија во црквата, а потоа присутните граѓани имаа можност да дегустираат од сортните домашни вина. И овој пат своите знаења и вештини за производство на квалитетно домашно вино, винарите го даваа на посетителите кои уживаа вкусувајќи го овој пиелок на боговите. Винарите ја поздравија оваа иницијатива на општина Илинден за организирање на една ваква манифестација која го афирмира виното и нашата македонска традиција и култура. Имам околу 1 хектар гројзе, има повеќе сорти, има Вранец, Прокопец, Хамбург, произведувам вино од сите сорти. Така оваа година се собравме тука во Ајватовци на една традиција за најдобро вино. Треба и на други места вака да се организира како што е во село Ајватовци, дека за Свети Трифун, така треба и во други населени места, како што е црквата Свети Трифун, да излезат луѓето, да покажат масивно. И така доаѓаат тука витези, го испитуваат виното по квалитет и така се кој на кого е најдобро добива тука награда, некоја благодарница и така. Членовите на Сдруженијето кое се грижи за промоција на македонското вино и на култура, вински витези, имаат тешка задача да извршат избор на најдобро произведено домашно вино. Па лично за мене, кога зборуваме за виното, нема лошо вино. Има една стара латинска изрека и најлошата и најлошото вино е подобро од најдобрата ракија. Овде во регионот на Ајватовци традиционално се произведуваат убави вина, квалитетни вина и комисијата уживаше во оценувањето и едногласно ги прогласи најдобрите. Вината треба да имаат добар мирис, добар вкус, да имаат добро тело, да имаат добра бистрина, да немаат зголемена количина на киселини, да немаат остатоци од шекери, да имаат добра ферментација. Тоа се својствата кои што опишуваат едно квалитетно вино. Според постарите жители, од ова населено место, оваа традиција е наследена од нивните татковци и дедовци, а од година во година бројот на присутни е се поголем.